Владата донесе уредба за прогласување на енергетска кризна состојба откако на големо се зборува дека се предвидуваат рестрикции, но и повисоки сметки за струја. Од Министерството за економија вела дека уредбата за прогласување кризна состојба при недостиг на струја представувало усогласување со Законот за енергетика. Во неа нема конкретно наведено дали со неа се предвидуваат рестрикции, но содржината ја овозможува на државата тоа да го направи доколку имало потреба. Уредбата за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случај на временски и природни непогоди, хаварија и нарушување на пазарот на струја и начинот на снабдување во кризна состојба, мерките кои се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетски дејности, која што е објавена во Службен весник. Одлуката се носи во период кога државата нема јаглен и на тендер се бара набавувач, но секако и кога имаме скроен буџет за 2022 во кој не се предвидува конкретно ставки за помош на граѓаните и фирмите, туку напротив буџетот предвидува раст на платите во државниот сектор. Експертската јавност предупредува дека тоа не било добро сценарио, посебно велат не во ваков лош период. Сметам дека е изненадување за тоа што не е предвидена ставка за интервенции. Се соочуваме со голем ризик за промена на цената на струјата како резултат од пореметувањата на светските енергетски берзи. И реално е да се очекува дека товарот на ваквите промени ќе влијаат и на домашниот електроенергетски систем. Експертите се загрижени, вела дека земјава мора да биде подготвена за тежок период, а државата во никој случај не смее да ги остави на цедило граѓаните кои во никој случај не биле виновни за тоа. Ние само сега треба да бидеме подготвени со одредени инструменти како превремено бија менаџирале оваа криза и овој импакт. И тоа сметам дека треба да најдеме инструмент за кој што би се облажувал би рекол негативното влијание на оваа криза кај социјално загрозените семејства кои што се најзагрозени ќе бидат во овој дел. И тука не се предвидени, као што потврди самиот министер за финансии професор Бесими, дека не се предвидени алокации одредени на средства, а сметам дека ќе биде потребно. Колку за илустрација, стапување на сила на рестрикции значи исклучување на струјата прво на јавните места, како што е уличното осветлување, потоа светлечките реклами, билбордите, потоа струјата на фонтаните и по парковите, односно се она што директно не ги погодува домаќинствата и стопанството. Министерот за финансии призна дека земјава ја чека тежок период и дека енергетската криза е се поизвестна. Ако имало потреба, рече дека дел од парите за ковид ќе се искористеле за енергетската криза. Да не се сватам погрешно во јавноста дека живеам во некој надворешен свет што не знаеме дека има глобална енергетска криза. Таа постои. Состојбата дополнително се усложни со набавката на јаглен за РЕК Битола, како и незаконското повлекување на струја од Европската енергетска мрежа. Ако до утре не се изберат компании за набавка на јаглен за РЕК Битола кој ќе биде пресуден за стопанството, граѓаните дефинитивно ќе се соочат со рестрикции. На повторниот повик се јавија 9 компании. Дали понудите ги исполнуваат бараните количини од 900.000 тони јаглен, последниот збор веќе утре ќе го имаат од Електрани на Македонија.